Почитувани битолчани, благодарам што се собравте во толкав голем број. Од тука гледам колку многу сте. Дојде времето да падне маската на честноста, да падне маската на патриотизмот и на праведноста на оваа власт. Дојде времето да се дознае целата вистина. Вистината за Битола, вистината за Македонија. Дојде крајот на овој корумпиран режим. Премиерот, покрај тоа што бил злобна личност, бил и доста видовит. Ќе повторам колешката Христоска. Пред неколку години да ве подсетам изјави. Вистината е како шило. Боде и на крајот ќе излезе. Па почитувам премиере, таа вистина излезе на виделина и од неа бегање нема. Таа вистина го покажа вистинското лице на овој режим, го соголи и го демаскира. Од снимките кои што лидерот на опозицијата, господинот Зоран Заев, ни овозможи сите ние да ги слушнеме, се уверивме дека овие луѓе не луѓе биле полни со злоба, завидливост, суровост, алчност, неизживеаност и лошотилок. Уништувале бизниси, насилнички им го одземале левот на цели фамилии, решавале за човечки судбини, бркале луѓе од работа, палеле приватни фирми, демонски се изживували и смејувале врз маката на обичниот граѓанин. Се сителе на пакостите кои им ги правеле на граѓаните, злоупотребувајќи ја власта и моќта која ја приграбиле на нечесен начин. Овде сакам да ви прочитам една мисла од Прличев која мојот почитуван колега Хари Локвенец ја кажа на митингот во Прилеп, со која целосно се опишува карактерот на овие нелуѓе. Ке дојдат владици, лицем светци, срцем вълци. Ете токму такви се, волци во овчка кожа. Почитувани битолчани, од денешните разговори се уверивме какво е мислењето на првите луѓе на ДПМН за нашиот ни Владимир Талевски. Дури и битолскиот индијанец, како што ги нарекува Трајко Велјановски своите пратеници, сам призна дека Талевски ништо не сработил за Битола во изминативе години. А денес истиот тој пратеник без никаков страм стои до Талевски на пресконференцијата и заедно со него се смешка. Какво е тоа лицемерие, не можам да разберам. Еден од првите приоритети на новата преодна влада мора да биде расчистување на криминалот во државата. Мора таа нова влада да го испита работењето пред се на најкорумпираните и да им го конфискува незаконски стекнатиот имот. Ако на вистина таа влада е неутрална, тогаш јас ве уверувам дека Битола за брзо време ќе добие ВД градоначалник. Ќе го испратиме Талевски онаму каде што му е местото. Не за нешто друго, за да може подобро да го гледа кружниот тек на Црн мост. Мора да се испита целиот криминал во Битола и тоа злосторничко битолско здружение да се растури и разобличи до последниот корумпиран службеник. Сите тие да му прават друштво на Талевски, за да не биде осабен во погледите кон Црн мост. Дури тогаш ќе се дознае како првиот банкар во општина Битола вртоглаво го зголемил својот имот. Како неговата сопруга станала една од собствениците на Сдруженијето на возачи во Битола. Кутрата Неда, јас не знам дали знае точак да вози, а не пак Сдружение на возачи да вози. И внимавајте кој собственик на тоа здружение. Меѓу другите, еве го документот од Централен регистар на Република Македонија. Меѓу другите и лично првиот лустратор Томе Аџиев.
оно ист човек кој без приговор лустрира невини граѓани, новинари, писатели, судии и професори, по телефонска наредба од Антонио Милошовски. Сега ви е јасна врската помеѓу него и Милошовски. И таткото на Антонио е љубител на здруженија на возачи, привајки си своја колекција. Знам дека овие вести за расчистување на криминалот во Битола најповеќе ќе ги израдуваат нашите сограѓани, членови и симпатизери на ВМРО ДПМНЕ. Сакам да упатам и една порака до нив. Нека не ве заплашуваат дека новата влада ќе ве брка од работа и дека ќе се одмаздува. Одмаздата и гневот се својствени за врхушката која во моментот ја кинапирала државата и вашата партија. Сите оние граѓани, независно на која политичка партија припаѓаат, а кои честно си го заработуваат својот леп, никој никогаш повеќе нема да ги уценува да полни автобуси за на митинзи. Тоа е само една измама со која очајнички се борат да ве изманипулираат, сакајки да се спасат од кривична одговорност. Секој што се огрешил пред законот, со право треба да се плаши, но не и вие, почитувани сограѓани. Македонија повеќе не е истата од пред 2 месеци. Македонија се буди и освестува. Дојде времето кога народот ќе им каже доста е. Но тоа не е доволно. Ние мораме како сериозна и одговорна опозиција да направиме се овој начин на владење никогаш повеќе да не се повтори. Никој повеќе во оваа држава не смее да се однесува криминогено како оваа власт во заминување. Мораме да воспоставиме систем на вредности, каде ќе се штити приватниот бизнис и приватниот капитал, каде секој граѓанин ќе има праведна шанса да се вработи, независно дали е или не е член на политичка партија, независно од која националност или од која вера припаѓа. Да изградиме општество во кое нема да владее стравот и заплашувањата, општество во кое нема да владеат криминалците како овие на власт, земја во која граѓаните нема да се плашат од власта и незините инспекцијски служби, земја во која земјоделците без никакви притисоци ќе си ги земаат своите субвенции. За таква Македонија вреди да се бориме сите ние заедно. Ајде да се приклучиме на оваа идеја и сите да помогнеме оваа визија да се оствари. Ние од Либерално-демократската партија цврсто сме решени до крај да стоиме рамо до рамо со најхрабриот помеѓу нас вечерва, со господинот Зоран Заев, со човекот кој без никакви задршки реши да го жртвува својот мир и безбедноста на своето семејство и влезе решително во оваа битка за демократија и слобода. Јас сум уверен дека граѓаните, сите ние заедно ќе застанеме за господинот Зоран Заев и за слободата и за демократијата во Република Македонија. Да живее Република Македонија, ви благодарам.